Во ова видео ќе решиме следниот интеграл. Интеграл од аркус синус x dx. Нема да го искористиме неформалниот метод кој што го споменавме. Забележуваме имаме интеграл од инверзна тригонометриска функција кој што табичен не знаеме колку е, некаде го живееме, ајде дека го готов, претпоставуваме се дека не го знаеме. Ќе искористиме парцијална интеграција. Ставаме u да биде аркус синус од x. Оттаму du е еднакво на 1 врз, значи извод од аркус синус беше 1 врз квадратен корен од 1 минус x на квадрат dx. Значи ако ставам ова да ми биде u, што преостанува во интегралот? Да ставам да биде dv. dv преостанува да биде само 1 по dx или само ова dx. Ставам dv да ми биде еднакво на 1 по dx или само dx. Знаеме си dv е интегралот dx или ова само x. И изоставам контрата која работа парцијална интеграција. Ова интеграл согласно правилото за парцијална интеграција ќе биде. Убове имаме прво, ми е аркус синус x, ова ми е u, по v ми е x и минус интеграл од v du. v забележуваме е x, додека du, значи имаме v, тоа е x, du ми е ова тука. 1 врз квадратен корен од 1 минус x на квадрат dx. Или ова, малце подобро ќе го запишам, x-от ќе остава напред. Ова израз или ова интеграл е еднаков на x по аркус синус од x минус интеграл од x врз квадратен корен од 1 минус x на квадрат dx. Преостанува да го решиме интегралот кој што го добивме тук. Ова е едноставен интеграл кој што ќе го решиме со една едноставна смена. Впрочем, вакви интеграли решавам. Ставам смена да ми биде тоа што е во коренот. Зошто? Во коренот имам 1 минус x на квадрат. Извод од квадратна функција ваква би била линеарна функција или би било само x кој што веќе го имаме тука. Ставам t да ми биде 1 минус x на квадрат, оттаму dt е еднакво на извод од 1 минус x на квадрат е извод од 1 што е 0 минус извод од x на квадрат. Значи минус извод од x на квадрат е 2x. И да не забораваме тука да ставиме dx. Оттаму dx е еднакво на dt врз минус 2x. Овој дел ќе го препишам, имам x по аркус синус dx. Сега имам минус, ја воведувам оваа смена, што оваа смена воведов за решавање. Овој интеграл, ајде да видиме што добиваме. X од овој джекот ќе го препишам. Рековме 1 минус x на квадрат е t, така го минутел тука имаме t. Преостанува да заменам уште dx забележувате е dt врз минус 2x. Значи тука имаме по dt врз минус 2x со x се крати. Имам x аркус синус од x минус интеграл, дали може пред интегралот да извадиме ова двојка која што дели тука, значи ова. Пред интегралот може да извадиме минус 1 врз минус 2. Овој минус ќе се скратат, па тука ќе имаме плюс, рековме една половинка оди пред интегралот, во интегралот останува dt врз квадратен корен од t, или тоа е еднакво на t на степен минус една половинка d. Продолжуваме понатака, забележуваме тука добивме табличен интеграл.
Ova ili ovaj integral je jednakov na x po arcus sinus x plus jedna, ajde ovak je zapišem, jedna polovinka. Integral od t na minus jedna polovinka je t na minus jedna polovinka plus 1 vrst minus jedna polovinka plus 1, videći u izrazu povijete nemam integral, pišuvame plus c. Ko do sredu vam ovaj izraz imamo x po arcus sinus dx plus jedna polovinka vrst minus jedna polovinka plus 1 se, ajde ova malce nastanak je god rešam, znači imame jedna minus jedna polovinka plus 1 plus jedna polovinka vrst, isto tako minus jedna polovinka plus 1 imame, to je jedna polovinka. Rešavamo ova dvojna drobka, ova je 2 po t na jedna polovinka i je 2 po kvadraten koren od t. Goreći ovaj izraz je jednakov, ovaj izraz tukaj je jednakov na 2 po kvadraten koren od t i da ne zaboravimo plus c. 2 se kratat. Последно чекор во оваа задача е да се вратиме во оваа смена и решението кое што го добивме да го изразиме преку променливата по која што интегрираме, односно преку променливата x. Наместо t треба да запишам 1 минус x на квадрат. Ова е еднакво на x по аркус синус од x плюс квадратен корен од 1 минус x на квадрат плюс c. Конечно, интеграл од аркус синус x dx е еднакво на x по аркус синус x плюс квадратен корен од 1 минус x на квадрат плюс некоја константа c. За решавање на овој интеграл искористивме парцијална интеграција и исто така во меѓучекорите решивме еден интеграл со обична смена. Со тоа оваа задача е решена.